إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi idnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга, а тоа е 40 хадиси од Ал-Хафиз Ан-Навави рахимахуллах. И веќе сме, како што велит авторот, Ал-Хадису Ар-Раби'у вал-Ишрун. Значи хадисот број 24. Значи имаме веќе поминато повеќе од половина од оваа книга. Велит авторот Абу ذر ради Аллаху عن أبي ذر، نشافطرت النووي رحمه الله فيلد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. Ovaj hadis go prenesуваат Abu Dhar al-Ghifari radijallahu an od poslanika sallallahu alaihi wasallam, a poslanikot sallallahu alaihi wasallam od svojot gospodar. Što znači ovaj hadis je hadith Qudsi. Ovaj hadis je hadith Qudsi. Во кој велит Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bejnakum muharraman fala tadhalamu. Велит Allah subhanahu wa ta'ala: O moji robovi, јас и го забранив на себе си своја неправдата, зулумот. Јас неправдата е забранив на себе си свој. Така исто ја направив и забранета харам и меѓу вас. Така што не си правите меѓу себе неправда. Ја ибади куллукум далун илла мен хадейтуху фастахдуни ахдикум. O moji robovi, велит Allah subhanahu wa ta'ala, o moji robovi, вие сте сите во заблуда, вие сте сите во погрешен пат, оствен оние кои јас ги имам упатено. Така што, барајте он мене упатство, за јас да ви упатам вас. Ја ибади куллукум джаи'ун илла мен ат'амтуху фастат'имуни ут'имукум. O moji robovi, вие сите имате потреба за храна, вие сте сите гладни, а јас сум тој кој ве снабдувам вас, така барајте од мене, значи снабдување, за јас да ви дадам вас. Ја ибади куллукум арин илла мен касаутуху фастаксуни аксукум. О робови мои, вие сте сите, значи, без облека, значи све голи, така речено, јас сум тој кој ви подарувам на вас облека. Така барајте од мене, за јас да ви дам вас облека. Ја ибади иннекум тухтиуна бил лейли ван нахар, ва ана агфиру ذунуба джеми'ан, фастагфируни агфир лакум. О мои робови, вие сите правите грешки, односно правите гревови во текот на ноќта и денот. А јас сум тој кој ги опростува тие гревови сите. Така барајте опрост од мене, за јас вас да ви опростам. Ја ибади иннекум лен таблугу дарри фатадурруни, ва лен таблугу наф'i фатанфa'уни. Овие робови мои, вие никогаш нема да постигнете мене да ми наштетите. Значи, велите Allah subhanahu wa ta'ala, вие никогаш нема да достигнете да мене вие да ми наштетите нешто. И никогаш нема да достигнете
da вие мене да ми придонесите некоја придонес. Значи, Аллаховите робови не можат на Аллах субхана ва таала да му нанесат некое зло или некоја неправда или некое лошо, ни па не можат исто да му придонесат нешто во Аллаховото кралство. Ја ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала атқа қалби раджулин вахидин минкум ма зада залика фи мулки шајан. Велит Аллах субхана ва таала, о робови мои, кога би биле првиот од вас, првиот од човечанството, и последниот од човечанството, и првиот од джиноите, и последниот од джиноите, значи, така е речено, целото човечанство и целиот свет на джиноите да бидат на најбогобојазливото срце, значи да имаат најбогобојазливо срце сите. Таја богобојазливост значи, ма зада залика фи мулки шејан, значи тоа не го намножуваат моето кралство. Значи, ако луѓето се богобојазливи, ако луѓето се покорни и джиновите исто, ова не го зголемуваат Аллаховото кралство. Како пример, во една фирма човек работи и сите работници се многу добри работници. За таа фирма, ојд за напред подобро. Ако се 50 работници добри, 50 други лоши работници, тоаш работата е помала. Ако се 20 добри, 80 лоши, работата уште полоша. Но ова, кај Аллах субхана ва таала го немат. Значи сите да бидат со најчисто срце, со најбогобојазливо срце, со најврвна покорност, ова не го зголемуваат Аллаховото кралство. Потоа велит Аллах таала: Ја ибади, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Ако беше, о робови мои, од джиноите и од луѓето, ако бевте вие на најлошото срце, со најлошо срце, со најрасипано срце, со најнепокорно срце, ова ништо нема да намали од моето кралство. Што значи и доброста на луѓето и джиноите, и нината, значи, заблудност и неопатеност, ова значи, ни го зголемуваат Аллаховото кралство, ни го намалуваат. Зошто Аллах субхана ва таала е богат. Совршено богат, што нема потреба за неговите робови. Сето тоа, значи нивната покорност е за нивна придонест, за робовите. И нивната непокорност е во нивна штета. Потоа велит Аллах субхана ва таала: Ја ибади, лау анна ауалакум ва ахирукум ва инсукум ва джиннакум قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Велит Аллах субхана ва таала: о робови мои, ако првиот од вас, од луѓето и од джиноите, и последниот од вас од луѓето од джиноите, да застанат на едно огромно место и сите ги бараат нивните потреби, сите ги бараат, ги изразуваат нивните желби, и јас му ги исполнувам на секој еден од нивните желби и барања, тоа нема да намали на моето кралство онолку само колку што намалуваат иглата кога ќе се стави во океанот кај излезите. Значи, ние ако разбереме овај хадис исто, овај хадис не учи нас и не кажува нас со кого имаме ние работа.
Значи ти ако разбереш со кого имаш работа, ти тогаш нема твоето срце да биде врзано со луѓето. Зашто и тие луѓе кои ти мислиш дека имаш потреба за нив, тие се Аллахови робови. И Аллах субхана ва таала нивните срца ги врти и ги прави како тој што сакате. Затоа значи ние треба да сватиме еднош и за стално дека ние треба да се вратиме кај Аллах субхана ва таала, не кај луѓето. Луѓето се само себеб. Значи, замисли ти, кој е тоа кралство на дуњалокот, што го собира целиот свет пред себе си и на секого му дават сите своји барања и на крај намалува тоа како иглана што намалуват во океанот. Нема такво кралство во дуњалокот. Ние, значи, кога гледаме овај крал, овој председател, овој човек, овој, не знаеш, други луѓе, колку богатство имаат, се воздушевуваме. И мислиме што е ова. Но на тие луѓе да им појдат 1000 луѓе, 1000 само, и да им бараат сите нивни желби, ќе се намали нивното кралство и нивното имање. А како е тогаш? Со Аллах субхана ва таала. Значи, барај од онега што неговото кралство не се намалуваат. Не барај од онега што тој имат страф, како што вели арапскиот поет, Аллах Джелешану се лутит кога ти не му бараш. А синовите Адемој се лутат кога ти нивни им бараш. Значи, Аллах Джелешану се лутит на неговиот абд, на неговиот роб, кога тој не му барат од него. А човекот, кога ти му бараш нему, тој се лути тогаш. Значи, затоа треба да сватиме дека ние треба нашите срца да бидат поврзани само со тој што ги создал тие срца. И тогаш Аллах субхана ва таала имат и тие луѓе да ги направи да бидат, значи, во твоја служба. Да, баракаллаху фикум. Потоа велит Аллах субхана ва таала: "Ја ибади, иннама хија аъмалукум ухсиха лакум, thumma уаффикум ијаха, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه." رواه مسلم. Велит Аллах субхана ва таала во последниот дел на овој хадис ал-Кудси, велит: "О мои робови, навистина се тие само вашите дела." Значи, ова кажуваат овде, учиме ние, имаме извадоци дека Аллах субхана ва таала е праведен. Дека Аллах субхана ва таала на никого не му прави неправда. Значи, тие се навистина вашите дела што јас вас ви ги рачунам. Значи, човекот само за неговите дела има да биде прашан и да даде обрачон. Значи, тие се вашите дела што јас ви ги запишувам вас и потоа за нив ќе бидете наградени. Значи, дали со добри, ако биле добри дела со добро, или со лоши со лошо. Затоа, фамен ваџеда хајран, оној кој ќе најди во неговите дела добри дела, фалјахмедилла, нека му се заблагодарит на Аллах субхана ва таала. Зошто тие добри дела што тебе ти се возможени да ги правиш, тоа ти е од Аллаховата милост спрема тебе. Не поради што ти си многу поинтелигентен или многу попаметен или многу поитар од некои други луѓе, не. Тоа е Аллахова милост. Како што вели шех Мукбил рахимуллах, што имаше огромен давет во Јемен, рече: "О браќа мој, ја ихвани, ова не е од со нашата моќ и сила стигнато. Ова е Аллаховата доброст и милост кој е нас подарена и што така Аллах Джелешану сакал. А не што ние сме биле толку моќни и толку паметни и толку, значи, остроумни." Затоа, кога ќе најдеш некоја работа се направил добра, заблагодарај му се на Аллах субхана ва таала. А кој најдуваат други дела, значи лоши дела во неговиот тефтер, така речено, фала јелуменна илла нефса, тогаш
тој нека не критикува никого, освен себе си свој. Значи да не вели овја ме натера, овја ме зеде, овја ме прати, овја не зна што. Тоа не вредите. Фала јелуменна, нека не критикуваат. Нека не, значи, телум, јани, исто критикување или имате друг зборови, ама не ми теки над сега, како и да е. Значи, во тоа насока се ојд, значи, нека не критикуваат никого, нека не укорават никого, освен себе си. Освен себе си свој. Освен себе си свој. Шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах велит, што значит неправда? Неправдата се дефинира во Исламот да ставиш нешто во не неговото место. Ова е неправда. Значи да го ставиш нештото во не на тоа место каде припаѓа тоа. Пример, ти го ставаш sa телефонот во вода. Му е местото во вода да го ставиш? Не. Или други работи, значи, му го затвораш некого патот. Значи ти бараш сега паркинг за кола и му го затвораш некому патот. Ти знаеш дека тоа не му е местото на тој автомобил тука, но ти застануваш тука. Значи, ставање на нештото каде што не му е местото. Тоа е зулм. Зулм значи зулум и зулум значи иде од арапскиот јазик, значи зулум. Значи, гледате? Значи има некој во Египет и во други држави читаат значи буквата зел со зел, зулум. Значи и тоа е дојдено значи таке преку османлите и дојдено зулум. Значи зборот зулум го разбирате. Тој е од арапски, значи зулм. Значи зулмот е ставање на нешто не во неговото место. Значи во место каде не припаѓа. Ставаш нешто пример на среде улица го ставаш. Фрлаш џубрето на среде улица. Тука во местото не, ова е зулм. Ова е неправда, значи зулумчар. Или фаќање на местото од комшијата. Значи ти ставаш куќата тука каде не му е местото нејзи. Тоа е зулм. И така натаму и слично, значи. Значи дефиницијата на зулм е ставање на нешто каде не припаѓа тука. И затоа велит Ибн Тајмија рахимуллах: "Валихада кана ал-адла амран ваџибан фи кулли шејин." Затоа велит Ибн Тајмија рахимуллах, праведноста е задолжност и наредба да се спроведи во секое нешто. Ва ала кулли ахадин, и за секого. Значи во секое нешто и за секој еден. Значи немој да дојде човек и да речи не за мене, не сум јас нареден, не сум јас приврзан да се држам на правдата. Не, секој еден поединачно. Ва зулму, велит Ибн Тајмија рахимуллах, мухаррамен фи кулли шејин ва ли кулли ахадин. Неправдата е забранета во секое нешто и за секого. Значи, забранета е неправдата. Значи, не се дозволуват, затоа велит Ибн Тајмија рахимуллах, забрането е неправда. Дали е спрема еден муслиман, дали е спрема еден неверник и дали е спрема еден неправеден човека. Значи, ти го гледаш еден човек е зулумчар, неправедник, злочинец. Неговата злочиност и неговата неправедност не смеа тебе да те нанеси, да ти да му направиш нему неправда. Не сме. Значи, ова е исламот. Ти ако сакаш да стоиш по твоите кефови, по твоите страсти, по твоите традиции и што ти знам, тоа е друга работа. Ама ти немој да кажеш утре дека ова е верски таке. И да му го облакаш тие злочинци работи на верата. Не. Значи, Ибн Тајмија рахимуллах вели, забранета е неправдата. Дали е во прашање пред тебе тој што стои муслиман, неверник или зулумчар. Зошто Аллах Таала велит:
Ja ejuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. Allah Đelešanu veli, во неговата книга, овие кои сте верувале, бидите сведоци и бидите праведни кои сведочат со праведност само за Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. И Allah Đelešanu вели, немој да ве нанесат вас, немој да ве втераат вас омразата спрема еден народ да правите неправедност. Значи човек има омраза за еден народ. Немој да те нанеси тебе таја да те воведи, да те завлечи, таја омраза во неправедност. И'дилу, велите Allah Đelešanu, наредба, и'дилу, бидите праведни. Навистина праведноста е поблизу до богобојазливоста. Значи праведноста е поблизу до богобојазливоста. Значи ти имаш спрема еден народ или спрема еден човек, имаш омраза. Таја омраза што имаш ти за него, не смее да биде причина за да бидеш ти воведен да му правиш нему неправда. Не смееш. Забрането е тоа. Ла јеџрименнакум. Значи ова Allah Đelešanu вели, немој да ве нанеси, да ве внеси тоа. Таја омраза која имате вие спрема еден народ, да бидите неправедни. И затоа велит Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимуллах, крајот, слушај овие се зборови, значи од луѓе што црпат знаење од Аллаховата книга, од сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селам, зборови што се со светлост, со знаење. Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимуллах велит, крајот на зулумот е катастрофален. Значи човекот може зулум да прави долго време, ама крајот на тој зулум е катастрофален. Значи тој може да продолжи 50 години да прави зулума, ама крајот на тој човек е катастрофален. А крајот на правдата е чесен. Крајот на правдата е чесен. Значи сега човекот што има здрав ум и разум, каков крај сака тој да има? Сака да има чесен крај или сака да има катастрофален крај? Треба да се одлучи секој човек што е паметен за кој крај да бидите. Исто велит Шейхул Ислам Ибнул Кајим рахимуллах, велит Ибнул Кајим рахимуллах, темелот, базата на секое добро е знаењето и правдата. Значи базата, темелот за секое добро е знаењето и правдата. А базата, темелот за секое зло е незнаењето и неправдата. Незнаењето и неправдата. Значи колку луѓе прават зло, прават нечестност, прекорачуваат границите Аллахови, поради што? Поради незнаење и поради неправдите што ги прават. Дали се тие неправди? И како што вели Шейх Абдул Бухари, хафизахуллах, значи неправдата е три врста неправди. Неправдата се поделуваат на три врсти, на три категории. Прва категорија е неправда спрема Allah subhanahu wa ta'ala. А тоа е соправење ширк. Соправење ширк на Allah subhanahu wa ta'ala. Втора неправда, ова е неправда спрема себе си своја, а тоа е соправење гревови исто. Човекот си прави себе си своја неправда. И трета врста неправда, она неправда која човекот ја прави спрема другите луѓе. Она неправда која прави човекот, значи, спрема другите луѓе. Велит еден од имамите на Селеф, Абу Бекр ел-Варрак, рахимуллах, велит, највеќе, што го откоренуваат иманот од срцето, е зулумот. Значи, највеќе, што откоренуваат иманот, верувањето од срцето, е зулумот, неправдата.
Zato velit Šejh Abdullah Buhari hafidhahullah дека овој хадис што го читавме сега малце претходно опфаќат значи базите на оваа вера и гранките на оваа вера. Зошто содржуваат забранување на неправдата и наредување да се спроведи правда. А правдата, целиот шеријат, вели Шейх Абдулlah Бухари, целиот шеријат се врти за оваа работа, значи да биде спроведена. А тоа е правда. А тоа е правда. И со правда се створени, создадени небеста и земјата. И тука во правдата исто е спроведувањето на теухидот. Зошто кога човекот го спроведува теухидот, го обожават Аллах субханаху ва таала, тој спроведува со тоа правда. А во друга страна, ако тој падне во ширк, тој прави со тоа најголема неправда спрема Аллах субханаху ва таала. Затоа исто, кога го прати пегамберот салаллаху алейхи ва селам Муаз ибн Џебел во Јемен, значи го испрати за Јемен. На крај, кога му ги даде тие совети, како да постапуваат и како да повикуваат во Аллаховата вера, на крај му рече, плаши се од молитвата на оној кој му е направено неправда. Значи, таму кога ќе бидеш со луѓе, ќе имаш со луѓе работа, значи плаши се, односно чувај се од молитвата на оној кој му е направено неправда. Значи, пази, не прави неправда. Се ти ако направиш на некого неправда, тогаш тој тебе, значи, може против тебе да прави молитва и тогаш тоа да биде примана против тебе таа молитва. Затоа плаши се и чувај се. И затоа во други хадис исто, во други хадис, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам, на тројца луѓе им се примат молитвата, довата значи, и тоа без сомнеш. А тоа е првата, довата, молитвата на оној човек кој му е направено неправда. Вториот човек, довата, односно молитвата на патникот. И третиот е довата што ја прави таткото, односно родителот за своето дете. Значи, на овие тројца им се примат довата. Значи, затоа што велиме ние, значи, по наше речено таке, да не те преколни татко, родител. Значи, ова е тоа. Што пегамберот салаллаху алейхи ва селам, ако тој со правда го прави, си имат родител, ти можеш да бидеш упатен на висинскиот пат. И нему да не му се допаѓа да ти си на висинскиот пат, тогаш тоа не вреди таа работа. Ама тој ако со правда за некоја работа што тој висински имат во право и го преколнуваат своето дете, значи може да имат жестоки последици. Велит Шейх Уфемин рахимахуллах дека овде во хадисот кога велит Аллах Таала инни харамту ظلم ала нафси, велит Аллах Таала, значи јас и го забранив на себе си свое зулумот, неправдата. Вели Шейх Уфемин рахимахуллах, значи Аллах Таала и го забрани на себе си зулумот, иако тој е мокен да направи неправда. И никој нема право
da mu barat obračun na Allah Ta'ala. Ovde je тоа пофалбата и славоста на Allah Ta'ala. Зошто ти не се пофалуваш и не се славиш за некоја работа што ти не можеш да направиш од почеток. Ти се пофалуваш за работа и се славиш што ти можеш да направиш, но ја оставаш зашто таа работа е ниска за тебе. А како е за Allah Ta'ala? Разбирате сега ова, значи овој пример? Значи ако Allah Ta'ala од почеток не можеше да прави неправда, немокен беше, тогаш немаше да биде пофален и славен тој зашто си забранил на себе си зулумот. Но Allah Джелешану е мокен да прави неправда. И никој не може да го прашуваат и да му барат обрачуна. Но со сето тоа дека е мокен, Allah Джелешану забранува на себе си неправдата. И е чист и славен од таа, значи, од тоа работа, значи, од таа ниска работа. Значи, а тоа е зулумот, неправдата. Потоа, значи, фала тазалему, не си правите меѓу себе исто неправда, значи вели шех Утајмин рахимуллах, не правите неправда еден на други. Значи, дали е тоа неправда во богатство, во имање, дали е тоа неправда во честа на еден човек, дали се тие други неправди, да се чувате далеко. Дали е тоа неправда правење со навредување на некој човек, се ти можеш некого да го навредиш, значи со тоа навредување да му направиш нему голема неправда. Значи со сите тие работи забрането за муслиман да прави неправда на други луѓе. И потоа, значи говорот од Allah Ta'ala дека овие робови мои, вие све сите во заблуда. Значи сите све вие во заблуда. Оствен оние кои Allah Ta'ala ги имат упатено. Што значи, ние треба да го бараме упатството кај Allah Ta'ala. Да се вратиме назад и да му се молиме на Allah Subhanahu wa Ta'ala за упатство. И затоа ние секој ден, во секој рекаат, го читаме, а учиме суратул Фатиха. И од ајетите од суратул Фатиха е Ихдина сиратал мустақим. Значи упати не направиот пат. Овде ти кога го изговараш овај ајет, не е само да го изговараш така. Ти треба да го имаш тоа во срцето и да го разбираш и да знаеш што бараш ти од Allah Subhanahu wa Ta'ala. Не само да го прочиташ на брзина како еден папагај, без да осетиш нешто во твоето срце. Значи, зошто овие ајети ние ги читаме, зашто тие се толку важни? Ихдина сиратал мустақим, упати на нас на правиот пат. Сиратал ледина ан'амта алейхим, значи патот на оние кои ти си им дал, значи ниъмет, кои си им дал благодати, доброти, упатство. А кои се тие? Тие се оние, значи, пекамберите, се сиддикин, искрајните луѓе, се шухада и салихин, значи праведните луѓе. Значи ние бараме да бидеме на тој пат, а не да бидеме патот гајрил магдуби алейхим валаддалин. Значи не бидеме на патот на оние кои врз себе си своји е зеле Аллаховата лутина и патот на оние кои се заблудени, значи евреите и христијаните. Значи ова треба да бидеме ние во свес и да бидеме, значи во при себе си кога ги изговараме овие ајети и да знаеме што содржуваат. Затоа, значи, фастахдуни, значи барајте од мене упатство. Барајте од мене упатство. И што вели шех Абдул Бухари? Вели, значи, ел-хидајату هي لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. Што значи упатство? Значи се секој еден човек тврди за себе си дека тој може би упатен. Но што значи вистински упатство? Вели Абдул Бухари, упатството дефиницијата е да човекот се придржува на патот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Тоа е упатство. Значи некој иде и вели јас сум упатен.
Други ред, тој е поинаков од него, ама и тој вели да се упатен. Трети вели тој уште поинаков од овие двајца, и тој вели да се упатен. Како ние сега ќе дознаеме кој е во правилен пат? Може би се сите тројца во погрешен пат, а може би еден во правилен пат од нив. Сега како ќе знаеме ние? Се враќаме назад, дали тие се држат на упатството од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Тогаш ќе видиме, значи, дали се ти упатен или не. Значи, не е доволно само тврдењето. Значи, со зборови да тврди да су вака или така. Гледаме после делата. Какви дела имаат тие луѓе. Исто, значи, во говорот на Аллах Таала, ја ибади куллукум џаиун илла мен ат'амтуху, значи вие се сите гладни, вие сите имате потреба за храна, а јас сум тој кој вас ве снабдувам. Вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах тука, овде се гледа, значи, јасно дека колку имаат потреба луѓето, инсанот, за Аллах субханаху ва та'ала. Значи, се гледат колку имаме ние потреба за Аллах субханаху ва та'ала. Исто, вие сте сите, значи, немате што да облечите, а јас сум тој кој ви давам васа, кој ви подарувам вас, значи, облека. Вели Шех Абдул Бухари дека исто ова е детето мало, едно дете мало, тоа не знае ни да се облакат, ни знаете што да облечите. Но Аллах Джелешану од неговата милост му подарува нему два родители, што имаат огромна љубов и милост према него и што вложуваат огромно време и пари и труд во тоа дете. Значи, ти сите овие жртвувања што ги правиш, нормално се тешки. Ти да стануваш ноќе, да го расипиш сонот за тоа дете, да се разбудиш, па да станеш, па температура, па мерење, па легнување, па прање сатот, па повторно станување. Ова само го правиш ти за некого што имаш огромна љубов. Така или не? Сега ти одај некој за пари, да ти рече ќе ти плата олку плата, кажеш не, една неделја доста више. Ми се достави ова, ми се издржуваат. Ама Аллах Джелешану всадува толку голема љубов во тоа срце, за ти се грижиш за тоа дете. Што тоа уште не знае. Никаква работа не знае, никако да се храни, никако да се облакат, никако да се измијат, ништо. Аллах Джелешану го прави тоа за тебе. Значи, види колку ние сме незаблагодарни спрема Аллах субхана ва та'ала. Значи, сите овие работи ги имаме заборано. Се не изгледа така случајно било ова. А не дека Аллах Джелешану уште кога сме биле мали, значи ни дал нас риск, ни дал родители кои не израснале, кои имале за нас чувство, и така и ние сме станати после родители. И така, значи, сето тоа го забораваме. Сето тоа за жал, значи, се заборават и мислиме дека ние сега живееме, ова е тој вистински живот и после тоа нема ништо. Значи, колку е тој заблуден живот, колку е тој изгубен живот, колку е тој промаршен живот. Навистина, значи, Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимуллах вели: инна фи дуња дженнетун, мен лем једхулуха, лен једхул дженнет ал-ахира. Во дуњалогот имате еден дженнет. Кој не влагат во тој дженнет, нема да влезат во дженнетскиот ахирет. Во ахиретскиот дженнет. А тој е дженнетул иман, дженнетот на верувањето, на иманот. Значи, тоа вистинско верување. Значи, вистинско верување. И затоа, значи, Хераклиос, кога беше во близина на Шам, во тој дел, кога се сретна со Абу Суфјан и го прашуваше за Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, за да дознае дали тој вистинскиот пекамбер, го праша Хераклиос дали тие луѓе што стануваат муслимани се враќаат од таја вера. Рече Абу Суфјан, иако беше неверник, мушрик,
Abu Sufjan, zamislite тука, во таа средба, што беше тука тој уште мушрик и беше од најжестоките непријатели на исламот и на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Но и тој Хераклиос, кога го зеде напред, значи Хераклиос беше седнат на фотеля, на убаво место, крал беше, и му рече нему, дојди напред. А твоите другари што се со тебе, арапите, нека седат зад тебе. Ако ти излажиш нешто, нека ми кажат ти мене суишарет, овие излаже сега. Значи, јас тебе сега, ќе ти ставувам прашања. Дојди ти напред пред мене овде сега. И ако сега, овие те знаат сите тебе, во моментот што ќе излажиш, да кажа суишарет. Хераклиос Абу Суфјан ради Аллаху ан вели, јас знаев, бев 1000% сигурен дека моите другари, ако излажев, нема да ме предадат. Ама јас не сакав никогаш да ми се памти една лага. За утро ќе се вратиме во Мека, да ми речат тие после 10-15 години, памтиш ли тогаш, таја лага излаже. Овој човек бил мушриков да уште. А денеска ти велиш, јас сум муслиман, и лажиш секој ден. И лагата е станата поевтина за тебе од една чаша вода што ја пиеша. И затоа, значи, Инна Аллаха ла јахди мен кана каذибан кафура. Значи, Аллах джелешано ги упатува оние луѓе кои многу прават куфр и кои многу лажат. Значи, мој да биде причина за човек да не биде упатен во верата поради неговите лаги што ги прават. Значи, некогаш да приметуваш, имат луѓе лажат за најобични работи. Значи, да биде некоја работа живот и смрт. Значи, може би да имаш разбирање до некаде. Ама тој за безвредна работа, само да збори со тебе обичен муабет, те лажите. Види овие Абу Суфјан, мушрик. Прави ибадет на други освен Аллах джелешану. Ама вели не сака да ми ја памтат една лага. Една лага. Хераклиос, значи, се вратиме тука, му рече, како се тие, значи, тие што се викаат муслимани, што влагаат во таа вера, исламот, ќе влезат во таа вера, дали некој отпаѓат од верата, после време се прави пишман, вели, да бе, не, ова не беше ништо. Абу Суфјан вели, не, никогаш. Тие уште појче се отсврстуваат. Хераклиос вели, ова е ваке. Кога иман од срце ќе влезит, ќе фатит седало, убо, тоа ше готово. Тој, значи, не можеш никогаш да го отамиш од таа вера. Значи, затоа ние треба да размислиме и да се распрашаме себе си, дали сме ние од тие луѓе. Значи, такво осетување што имаме достигнато. Ние треба да се прашаме, секој еден од нас, да се испита со себе си свој и да се гледа, значи, каде се најдуват. Исто вели Шех Абдул Бухари во врска со говорот на Аллах Таала: "Ја ибади иннакум лан таблугу дарри фатадурруни ва лан таблугу наф'i фатанфa'уни." Значи, овие робови мои, вие нема да достигнете некој дело да го направите за да ми направите штета мене. И нема да достигнете некој дело што ќе го направите добро, па да ми придонесите мене некој добро. Придонеса. Вели Шех Абдул Бухари, значи, робовите не може на Аллах субхана ва таала да му нанесат ништо. Аллах таала богат. Аллах субхана ва таала е совршен и нема потреба за неговите робови, но тие имаат за таја покорност што извршуваат за себе си. Значи, таа покорност им придонесуваат на нив себе си, а не на Аллах субханаху ва таала.
Govorot na Allah subhanahu wa ta'ala thumma uwafikum ijaha. Znači, potom ja sve nagradu vam za tije vašite dela. Неверниците, за нивните добри дела зема наградата во дуњалокот уште, за да не им преостанува ништо во ахиретот. Значи, неверникот, ако е човек неверник, ама прави некој добро дело. Пример, ги чуваат роднинските врски, помагаат на сиромаси и други слични добри дела. За тие добри дела тој што ги прави, добива награда уште во дуњалокот. Така што не му преостанува за во ахирето никаква награда, туку му преостанува само казната во џехеннем. Зошто? Неверството, ширкот е најголема неправда, што Аллах субхана ва таала не ја опростуват. А за муслиманот значи ќе биде наградата и во дуњалокот, или па ќе му ја зачуваат Аллах субхана ва таала таа награда за неговите добри дела во ахиретот. Во ахирет значи да бидете за неговите добри дела, значи награден, или вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, значи и во дуња и во ахирет. И во дуња и во ахирет за тие добри дела, или па му простанува значи во ахирет, значи да биде награден за неговите дела. Затоа значи оној кој ќе најде добри дела, значи му се овозможило нему да прави добри дела, тогаш нека му се заблагодари тој на Аллах субхана ва таала. Зошто му се заблагодари? Да му се заблагодари, вели Шейх Утхаймин рахимуллах, затоа што Аллах субхана ва таала му дал нему успех да прави добри дела и да му се заблагодари за наградата што му ја дал. Значи му се заблагодари прво што му дал успех да прави дела добри и исто накрај значи за таа награда што му ја дал Аллах субхана ва таала. А во другата страна, другиот, значи, оној кој имаат, значи, во неговиот тефтер лоши дела, тогаш нека не укорават, нека не критикуват никој други, освен само себе си свое. Тука, во овај хадис, што е кудси, се потврдуваат својството Аллахово да Аллах Таала зборуваат. Се имат секти, значи што секти се кај нас тука големиот дел од овие што се кај нас тука, што негираат да Аллах Таала зборуваат. А овде велите Аллах Таала, ја ибади, о мој робови. А ова не е зборување? Ова е зборување, Аллах збори тука. Не тие сакаат да го направат Аллах Джелешану нем да бидит. Значи, толку кога човекот, значи, покушуваат да избегат од текстовите на Куранот и Суннетот, тогаш само го чека нему заблуда. Ништо друго. Заблуда. Се ние потврдуваме за Аллах Джелешану дека Аллах Таала зборуваат онака како што му доликува на Аллах Таала. Значи, како Аллаховата екзистенција не е екзистенција како екзистенцијата на човечанството и на створенијата, така и другите Аллахови својства не се како од створенијата. Значи, зашто со ним тие луѓе дојде да дебатираш со матурди што се тука 95%, да му речеш Аллах екзистират, значи ова прашање, не одите многу значи овде да го фатиш треба. Дали Аллах екзистират? Овде ако негират, значи дека Аллах не екзистират, тој е неверник, значи. Зашто тој негират екзистенцијата на Аллах Джелешану. Тогаш му велиш, дали ние екзистираме? Немој да речеш дека не екзистираш, ние екзистираме. Дали наша тогаш, ако прифати тогаш, дали Аллаховата екзистенција е иста како нашата екзистенција? Не е иста. Па така исто и Аллаховите очи и Аллаховите раце не се како нашите раце и како нашите, значи, очи. Само името е екзистенција, очи.
Слух. Но не е исто. Алимите дури велат кога зборуваат за оваа тема, дури створенијата имаат меѓу себе разлика. Мравата имаат нога? Имаат нога. Човекот имаат нога? Имаат нога. Слонот имаат нога? Зборот нога. Дали се исти тие ноза? Дали се исти јаки тие ноза? Дали се исти масивни тие ноза? Ама нога. Алимите велат кога тоа е меѓу створенијата, што се створенија, како е со создателот? Аллах субханаху ва таала. Ама тие луѓе кога ставаат нивната расипана логика пред текстовите на Куранот и Сунетот, така слуша, значи, такви заблуди. Може спреманив, Аллах е нем, Аллах е глуп, Аллах е слеп. И затоа што еден од краловите кога ги викна дојдете дебатирате вие со овие алими, и тие им рекле не, ова Аллах не. Рекол што? Вие опишувате за нешто што не постои тоа. Значи ова е опишување, ти се негираш за Аллах Джелешану. Аллах слушат не, Аллах збори не, ти тогаш што ми кажуваш за нешто што не постои. Значи ова опишување што ти го кажуваш, ова не постои. Ама тие тоа, значи, земаат тоа знаење од филозофиите грчки. Грчки и перзијски филозофи имаат втерано во исламот, во нивното разбирање. И затоа се стигнати до овај резултат. И затоа, значи, викаат и после вахабија, вахабисти, ова е таа тема овде. Ова е клучот што се врти. Зошто велат тие вахабистите го пишуваат Аллах Джелешану со створенијата. Не, дојдите, ќе ти кажеме ние тебе. Да видиме што рекол Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Што рековме? И ја веле супатен и ти вели супатен. Ама што е упатството? Она што на патот на Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Тога се враќаме, гледаме кој на тој пат. Гледаме на кој на тој пат. И во оваа тема исто. Во темата на есма ва сифат. Значи затоа ова гледаш алимите како ги извадолци си праваат, значи ја ибади, о мој робови, овде се потврдува дека Аллах Джелешану зборите. Говорот на Аллах Джелешану. Зошто Аллах збори? Ја ибади, Аллах вели, пегамберот вели Аллах Джелешану. Ти велиш не рекол така. Се кој познае за Аллах Джелешану? Пегамберот, што му стига нему Џибрил објава, или ти после 400 години што не знаеш два збора арапски ни речиш. Два збора арапски не знаат да речат. Исто вели имам Уфемин рахимуллах тука, дека човекот се одзема, значи, од текстот на хадисот, човекот е во заблуда, освен оние кои Аллах Джелешану ги имат упатено. Од тоа се подразбира, вели имам Уфемин рахимуллах, тоа се подразбира дека човекот нон-стоп и секогаш, во секое време, треба да му се моли на Аллах Джелешану за упатство, така што да не заблуди. Значи, не значи ти си се молил еднош денеска, или еднош во неделата, или еднош во месецот или во годината, о Аллах упати ме, о Аллах отсврсти ме во правиот пат и тоа е доволно. Не. Non-stop. Да имен, арапски, да имен, значи нон-стоп, секојдневно. Да му се молиш на Аллах Таала за упатство. Зошто? Да не бидиш, да не паднеш во погрешен пат, да не скршиш во погрешен пат. И се пренесуваат од имам Ибн Баз рахимахуллах, дека имал еден ученик и долго време не го осетил неговото присуство. Зашто Шех Ибн Баз бил слеп, ама го слушат гласот, значи, и го познават Чоаков, филана. Имал ученик, но долго време не му го слушнал гласот. И по некој време прашуваат Шех Ибн Баз рахимуллах, каде е тој филан, каде, што се стори со него? И ова е, значи, како родител што се грижи за своето дете. И така беше и пегамберот салаллаху алейхи ва салам. И така се алимите кои сме учеле кај нив. Му велат тие, ја шех, човекот заблуди, скршна од патот. Шех Ибн Баз вели,
Ja se plašam da to ne mu se molio na Allah Đelešanu da bi tu stvar se napravio od pati, zato zabludao. Znači ovo govori šejh Ibn Baz rahimullah. Se plašam, znači. To znači da znači ova karpa, ovaj okean na znanje, to je non stop, znači isto, mu se molio na Allah Ta'ala za upatstvo. Da bi odsvarsten, napravio pat. Така što, inša Allah, tu kako zastanimo i na jedni od deske продолжimo sa hadis od broj 25. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.